Добри сме сите. Океј, може да продолжиме. Славиме Господа откако ќе се нахраниме со Словото Божјо, но сега би сакал секој еден од нас да го отвори своето срце кон Бога со кратка молитва, а потоа ќе почнеме со духовна храна, кое што значи нешто кое што би можеле да си го заведувате во забелешка и евентуално да си снимате на телефоните, но тоа после молитвата. Затворете ги. Ајде сите да кажеме внатре во духот: Господе, се мојкен Татко Небесен, благодарам за овој мир што ми го даваш, што ме обновуваш и во мојата душа, и во мојот дух, и во моето срце, моето тело. Господе, што и во овој час си со нас, меѓу нас. Фала ти, Господе, што не напушташ, што лееш на нашите души, нашите срца. Господе, фала ти, Господе, што Твојата светлина продира во нас, во секоја наша клетка, во секој наш здив, што не обновуваш и ни даваш здравие, сила, обнова. Господи, ми требаш во мојот живот и неопходно ми е Твоето присуство. Исполни ме со Твојот дух и сега и биди постојано со мене и води ме по Твојот пат. Ја сакам да го славам Твоето име, кое е над секое име. Тоа е привилегија и благослов за мене. И благодарам што ми го напиша името во книгата на животот. Јавувам дека сум Твој чедо, спасен по милоста Твоја. Знам дека злото не ми припаѓа, болестите не ми припаѓаат, стравот не ми припаѓа и се одрекувам од сето тоа. Не сум жртва на депресија, ниту на тумори, ниту на рак, ниту на вируси, ниту на сиромаштија, ниту на проклетства, зашто Ти мене ме ослободи од болести и од проклетства. И од смртта ме разреши, и наместо страх ми даде љубов, и Твојата совршена љубов го изгони стравот. Фала ти, Господе, што живеам ослободено во Твојот мир, во Твојата љубов и што имам семејство по вера. Душава моја, се повеќе копнеа, да стигнам до небесата, да те прегрна. Овој шатор ќе се распадне, а светлото внатре ќе греи во небото. Ти си моје масло, Исусе, срцево е лампа в Твоите раце. И ми дотураш, за да светам јас. Ти си моје масло, Исусе, срцево е лампа в Твоите раце. И ми дотураш, за да светам и да не изгаснам. Овој миг
Исусе, дойди напои ме, влези во мене, преобрази ме, нека растам во Тебе, Господе, Ти си моје масло, Исусе. Срце моје лампа в Твоите раце, и од Тебе ми дотураш, за да не изгаснам. Ти си моје масло, Исусе, ме помаза одгоре, Твојот дух по Тебе ме води, срце Твојо љубов да гори, Исусе, Ти си моје масло, Исусе. Срце моје лампа в Твоите раце, и од Тебе ми дотураш, за да не изгаснам, Исусе. Те љубам, Исусе. Кревам раце кон Тебе, прегрни ме сега, Господе, сакам да плачам за Тебе. Љубам Те, љубам Те, љубам, секогаш си бил само Ти. Се си заминува, но Ти остануваш до мене. Љубам Те, љубам Те, љубам, Те сакам, Господе. Дојди исцели ме, во мирот Твој смири ме. Ти си моје масло, Исусе, срце моје лампа в Твоите раце, и од Тебе ми дотураш, за да не изгаснам. Ти си моје масло, Исусе, ме помаза одгоре, води ме, Господе, со срце јас те слушам. Те љубам, Исусе. Во мирот Божји, наквасете се со тој мир. Спустете во това внатрешно трансформирање на вашето срце. Нека седнете си.
Сега мислам дека можеме да продолжиме. Е важен мирот што Господ ни го дава, да го имаме и во нашите мисли, во нашето срце. И самиот Господ вика, мирот свој ви го давам, да не се тревожи, да не се грижи, плаши вашето срце. Зошто е тоа важно? Затоа што луѓето во светот имаат неспокој, живеат во немир. И тоа е едно нешто многу важно. Тој духовен мир ве смирува без разлика во какви околности да се наоѓате. Без разлика што и да се случува околу вас, вие тој мир го имате. Може би делува како село гори баба се чешла, меѓутоа така си. Кога Господ е со вас, не ви треба да ја зепами, не ви треба ништо за да ве смири, бидејќи тој го очистува секој страф и секоја грижа од вас, се разбира ако тоа му го дозволите. Оно што сакам да ви го објаснам за престојниот период е следен. Гледате дека се бомбардира известни денови за тоа колку е силен вирусот, како жртви зима и слично. Меѓутоа вие гледате и дека небото се шара, дека ќе почне кампања за вакцини против грип и вие можете да одите така. Да размислувате како што сите размислуваат. Меѓутоа има едно нешто кое што народно ќе го кажам и тоа звучи вака. Не се што лета се јаде. Зошто ви го кажувам на вас? Бидејќи секогаш пред да донесете одлука за било што, вие треба сето тоа да го споредите со Светото Писмо и акълот или мудроста или памет да ви даде Господ, а не како слепи заслепени овчички да тргнете таму каде што сите одат, бидејќи широк е патот кон пропаста, а тесен е патот кон спасението. Амин. Тоа се однесува како за духовниот живот, така и за вашиот физички живот што го живеете на земјата. Така да може се да ви кажуваат и се да ви ветуваат и се да ви препорачуваат, но вие треба сами да процените што е добро за вас. А ако сте збунети и не знаете, разговарајте со Господ, прашајте го и тој ќе ви даде. Ќе ви даде водство во духот и ќе знаете дали треба нешто да прифатите, да примите без разлика дали е вакцина, дали е ова, дали е она или пак не. Ви го кажувам тоа за да си ги отворите вашите духовни очи и да не бидете при очи слепи или при мозок да бидете глупи. Дали се разбираме? Односно да не играте според земските правила, да треба да се почитуваат авторитети, но знаеме кој е најголемиот авторитет и расудуваме според неговата реч и неговото слово кое што ни се открива во Светото Писмо. Амин. Оно што сакам да го истакнам е следното, што и да се случува се потикнува подсвесно страв. Меѓутоа, љубовта Божја усовршува и го изгонува тој страв. Немојте да се плашите да љубите, немојте да се плашите да живеете, да бидете благодарни и да општувате со луѓето. Се разбира, ете од физички аспект, почитувајте ги тие мерки за 2 метра, алкохол и маски и слично. Не внимавајте, многу пати ја алудирам на тоа, потикнувам да се оди на село, да се биде во природа, не случајно, па сега кој ќе процени, како ќе процени, негово си е. Исто така сакам да ви објаснам малку да бидете внимателни, бидејќи ако надежта е лекот, а не Господ, тогаш навистина може тоа да биде една банана на која што се лизгате и паѓате во гроб. Дали се разбираме? Надежта е во Господ, не е во вакцини. Надежта е во Господ, не е во лекари. Јас ги почитувам лекарите, некои од вас се и лекари, но ќе се согласите со мене кога ќе кажам дека Господ е поголем и од вас, и од полицајци, и од попови, не? Да. Океј, имајте го тоа во предвид. Немојте да учите погрешките. Во Кина знаете дека дури е забрането Библија да се чита. И да се молат и да се собираат. Немојте да мислите дека тоа е далеко. Како што далеко беше вирусот па дојде, така тие принципи се слични кои што надоаѓаат. И вие треба да сте подготвени за последното време, бидејќи треба да сте свесни во која доба живееме од Библијата што е опишана. Не бидете наивни, немојте да бидете кодоши. Бидејќи тоа го пишува дека ќе има и предавство. Немојте да бидете и такви, немојте да го повредите Христовото тело, црквата. Бидете мудри, немојте наивно да зборувате непромисленост. Немојте да се согласувате со некој што објавува па макар и во облик на пастор. Тако што имавме забелешка пред скоро време за една особа која што е пастор објавила одредени осуди и критики за ЛГБТ заедницата и неколку души од вас се зададоа со истиот концепт.
Наше не е да судиме, да разликуваме што е добро и зло, да, но не да судиме, затоа што во Римјани прва глава се опишува за безумството кое што ќе го имаат луѓето, а во втората глава вели дека и вие немојте да мислите дека ќе бидете поштедени ако ги осудувате таквите. Така да тоа е многу битно нешто да се запамти. Во Римјани втора глава може да прочитате од почетокот и тоа ќе ви биде лек за да не влезете во религиозен фанатизам и да не претерате, односно сами да имате кочница, бидејќи некогаш ја немате, со изговор ревност за Господ имам, пасторе. Неколку пати коригиравме, но повеќе не. Вие имате водство од Светиот Дух, не треба да сте зависни од мене, туку од Бога и треба сами да расудувате, а со мене може да проверувате. Имате го ова во предвид. Сега што сакам со ова да ви објаснам? Ѓаволот сака да го нападне физичкото тело. Да нанесе болести. Не доаѓаат болестите од Господ и затоа немојте да имате никакво оправдување да си мислите дека ова е таква една теорија, преку болеста треба да учам да се просветлам. Абсурд не е библиски, лажно учење е тоа. Причината затоа што ѓаволот го мрази вашето тело е затоа што телото е створено и дизајнирано од Господ да е храм на Светиот Дух. И од кога ќе поверувате во Господа и го прифатите Исуса Христа за свој спасител, телото ваше станува храм на Светиот Дух. Односно, со ова сакам да кажам дека единствениот храм што Господ го има на земјата денес е вашето тело. Амин. И ова мора да го запамтите. Секој еден од вас е храм Божи. Поединци како поединци сте мини храмови, односно тули, но сите заедно сочинуваме црквата, духовната црква, односно телото Христово. Ѓаволот или сатаната нема физичко тело и затоа нема законско право на земјата да оперира и да доминира. Тоа е создадено суштество, но и духовно е мртво суштество. Сега знаете дека Исус имаше тело на човек, така, физичко тело, меѓутоа и авторитет на човек. Способноста да се уништа делата на ѓаволот дојде преку помазанието кое што Светиот Дух го излеа врз Исус. И тоа е многу важно да го сватите, бидејќи постои разлика помеѓу делегиран авторитет и способност. И ви го образложам малку. Мажите имаат авторитет на земјата, но немаат можност да ги прават делата што Исус ги направил. Но преку помазание од Светиот Дух, способноста на Господ или силата на Господ тече низ човекот. И така мажот или жената без разлика, кој што е воден од Светиот Дух, може да ги реализира тие Божји работи и Божји сили, односно Божји чуда, кои што Господ ги дава. Така да ти имаш авторитет на земјата, но немаш помазание. Кога веќе Светиот Дух те води, помазанието тече врз тебе и си во позиција да бидеш инструмент на Господа. Значи, истакнувам дека Бог ги користи своите способности и својата моќ пред се за да ги уништи делата на ѓаволот. Исус кажа, дојдов да ги разорнам делата на ѓаволот, се сеќавате? Но Исусовото дело се уште е активно. Преку нас се до неговото доаѓање. Соодветно, Господ ги уништува делата на ѓаволот преку оние кои што се негови инструменти. Така да тие способности Божји или моќите на Господа се канализираат преку оние кои што се родени на земјата и кои што се преродени. Демоните мислеа дека Исус ја уништува работата на ѓаволот на земјата, затоа што самиот го препознаа дека самиот Исус е Господ. Способноста на Исус произлегува од помазанието. Светиот Дух. Знаете дека го пишува тоа во Дела апостолови 10 глава 38 стих. Забележете си го тоа. Каде што вели дека Исус дојде помазан од Светиот Дух, правеше многу добри дела, исцелувајќи ги луѓето, правејќи добрини и ги ослободуваше од болестите што луѓето ги има, кои што беа од ѓаволот нанесени. Во Јован 5 глава 26 знаете дека вели како што таткото е извор на живот, така му даде и на синот да биде извор на живот. Тој му даде на синот и право да суди затоа што тој е синот човечки.
Сакам сега да ве потсетам на нешто што го пишува во Исаија. Вели, тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Се сеќавате на Исаија 53 глава? 4 стих таму. Сега што овој стих буквално значи? Зошто ја сега ви го читам, бидејќи ви е познат, меѓутоа е важен за наредниот период, ќе го сватите сите сега. Тоа значи дека со сигурност Исус ги сноси нашите болести и ја превзема нашата болка. Значи тој страдал од секоја болест и болка која што е позната на човештвото, од било кое време. Тој ја носеше и болеста и тагата. Ова треба да се знае, да се живее. Зошто? Затоа што тоа што до тогаш се случуваше беше наметнување на болести и страдање од страна на ѓаволот. Со години им даваше на луѓето грип и други болести, со години, со генерации целото човештво го малтретираше со секакви болести и ги измами дури и христијаните да веруваат дека наводно Господ им ја дава таа болест со цел нешто да научат или духовно да се просветла, што е апсурд. Во Библијата вели дека Исус ги понесе нашите болести за да не мораме ние да ги носиме. Дали е ова јасно? Зошто? За да не морам јас да ги носам. Кажи го тоа. Зошто Исус ги понесе моите болести на себе? За да не морам јас да ги носам повеќе. Ова не значи дека никогаш нема да имате болест, да се разбереме. Само затоа што одите во црква, се молите, постите и слично. Но ако постапувате со овој факт, ако се спротивставувате на болестите и на сите тие замки кои што ѓаволот ги прави, тие нема да имаат да прават поголемо оштетување врз вас, односно нема да траат долго и ќе заминуваат од вас. Ова значи дека секој поединец од вас, ама секој, значи зборувам и за тебе. Зборувам и за тебе. Не мора да чекате Тања да ти помогне или Наташа или некој друг да се моли за тебе. Не мора да чекаш Данче или Натка да дојде кај тебе да се моли. Слушате внимателно што имам да кажа. Секој поединец треба сам да го користи авторитетот и да го применува Словото Божјо, да го применуваш авторитетот во името на Исус и Словото Божјо, да го прокламираш, односно да го изговараш. Не може жена ти заради тебе, Славко, да го прави тоа. Мораш ти сам да го правиш тоа. Не може да те тераат. Не може Сашо, Софија тоа да го прави за тебе. Мораш ти сам. Павле, истото важи за тебе. Истото важи за секој ден од вас. Не може некој тоа друг да го прави за вас, другиот да расте духовно и вас да ве крепи како вие да сте приколка. Вие имате лична одговорност во релацијата со Бога и вие треба да научите не само религиозно да се молите. Тоа е само една форма. Тоа не го бараме од вас. Како духовен татко, како ваш водич, како ваш пастор, захтевам од вас да научите пред се да имате лична врска со Бога, да поминувате сами време со Бога. Потоа да знаете да го славите од срце. Сами, не мора никој да ве гледа и слуша. И најважно, со се што се очувате во животот, да се спротивставувате со Божјиот авторитет, односно во името на Господ Исус Христос и според и со цитирање на Словото Божјо според околностите со кои што се соочувате. Дали се разбираме? Исус Христос умре за секој ден од нас, а не умре само за жените, за ќерките, за тие што треба за вас да се молат. Исус Христос умре и за секој поединец од вас, окей? Сега, Исус умира со два смртни случаи, и физички и духовно. Ќе ви го објаснам. Тој се отвори себе и си дозволи да стане грев. Во Исус немаше грев, вие тоа знаете. Немаше ни лага, немаше ни грев. И што направи Исус? Значи, тој прими грев, Бог го направи Исус да стане грев. Значи, Исус се согласи со тоа да стане грев, земајќи го целиот грев на себе од нас, самиот станува грев. Тој не плати само казна за грев, запамтете го тоа, не ја плати само казната за грев, туку буквално стана грев. Ова е многу важно да го разберете, сега ќе ви објаснам. Пред да умре, Исус извика со силен глас, кажа: Татко, го предавам својот дух во твои раце. И кога го рече тоа, издивна. Тоа го пишува во Лука 23 глава, 46 стих. Тоа беше духовен дел, односно човечкиот дух на Исус, кој што го однесе тој грев на некое место за живење, односно ние тоа го знаеме дека е адот, шеолот,
Значи Исус го понесе тоа со себе во тоа измачување, во таа тој задгробен живот, каде што Исус го претрпува тоа измачување на себе си внатре во подземјето. Зошто? Затоа кога ќе умреш ти, да не одиш таму, односно да не го претрпуваш тоа измачување. Значи Исус веќе влезе во подземјето, влезе во Шеолот, влезе во адот или пеколот, како што е познато. И го претрпе тоа измачување на себе, бидејќи стана грев. Таму одат сите кои што стануваат грев, кои што се во грев. Што тоа значи? И го стори гробот со злите и со богатите во својата смрт, Исаија 53 глава 9 стих. Значи зборот за смрт е во множина, две, не една смрт. Прво беше дадена жртвата за грев, принесувањето на гревот беше на прво место. А Исус знаете дека е безгрешен, односно тој се даде да биде жртва за тој грев. Ќе ви го образложам ова и понатаму во наредните богослужби за да го сваќате, да го разбирате слој по слој, односно да длабите во сето ова, затоа што вие на ментално ниво го разбирате, но не го живеете. Ова значи дека ако Исус за мене умре и го претрпи измачувањето кое што следува за секој грешен човек, тоа значи дека штом јас ќе умрем од оваа планета, ќе заминам, јас веќе не преминувам во Шеол, односно во подземје, односно во адот. Туку директно преминувам кај Бога во Божите раце. Зошто? Заради тоа што Исус ме оправда со неговата праведност, тој ја зема мојата грешност, за ја да ја земам по милост неговата праведност, и со таа праведност директно ми се отворени вратите на небесата и влегувам при Бога. Некој од вас размислува дека ќе се следува чистилиште, дека ќе има не знам колку круга, не знам какви периоди, па демони ќе ве мачат. Нема такво право веќе тие врз вас. Затоа ви велам, тука има многу аспекти кои што треба да ги исчистите ако останале од други уверувања. Зборуваме за библиско христијанство, не зборуваме за протестантско, не зборуваме за православно, не зборуваме за католичко. Зборуваме за она што Светото писмо го објаснува. И таму објаснува дека Исус сето тоа го превзема, се спушти во небесата, а потоа во подземјата, а потоа на третиот ден нели се вознесе и воскресна. Ја победи смртта, го победи ѓаволот. Ова е многу длабоко нешто кое што вие треба да го живеете. Ако ти знаеш дека авторот на гревот е ѓаволот, тогаш ти кога грешиш, ги користиш авторските права на ѓаволот. И данокот мораш да го платиш. Дали се разбираме? Но знаеш дека си оправдан преку Исус и пак ја сгрешиш, меѓутоа за твоите гревови си веќе и чистен и ослободен, тогаш што се случува? Ѓаволот па се обидува да нападне, ама ти не го трпиш. Ти заповедуваш во името на Господ Исус Христос, марш од мене и излегувај од моето тело. Замини сега, немаш легално право врз мене. Затоа што Исус е во мене, јас него му припаѓам и со тело, и со душа, и со дух. Разбирате? А вие што правите? Вие ќе пробате еднаш, два пати од реда ради, трети пат од што другите околу вас се досадни ве терат тоа да го направите. А не го правите со вера, го правите од навика, го правите од ритуал, го правите од што ајде така требало, пасторот рекол. Треба да го правите како одлика на вашиот духовен живот и вашата лична релација со Бога. Ако така правите, нема да остане ни тумор, ни рак, ништо. Дали сваќате? Нема да остане никаква инфекција ни вирус во вас. Ова Господ го ветил, Господ не лаже, ова го пише во Светото писмо. Во прашање дали вие ќе дозволите тоа да биде активно во вашиот живот или не. Во Евангелие по Матеј 16 глава 16 стих читаме, Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, син на живиот Бог. Исус одговори и му рече: Блажен си Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открие тоа, туку мојот татко кој е во небесата. И јас ти велам дека ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам мојата црква и портите на пеколот нема да надвладеат наспроти неа. Амин. И од тој момент некој го крена Петар да биде главниот Господ за специјални прашања, за праведност или за црквата и така натаму. Меѓутоа, она кое што треба да излезете од маргините на религиозното размислување и затоа Светиот Дух е потребен, бидејќи тој ти дава откровение на тоа што Господ го зборува со неговото слово. И така примаш многу подлабоко разбирање за нештата. Исус вели: некој од вас кои стојат тука нема да ја вкусат смртта се додека не го видат Синот човечки како доаѓа во неговото царство. Сеќавате на тоа? Да. Сега. Исус излегува од гробот, како што пише во Словото, првороден меѓу многу браќа и влезе во неговото царство.
Исус рече, а кога фарисеите го праша кога ќе дојде Божјото царство, тој им одговори и рече Божјото царство не доаѓа така за да може да се види, ниту ќе се рече еве го тука или ене го онаму. Зашто ете Божјото царство е во вашата средина. Лука 17 глава 20 стих. Зборуваме за Царството Божјо и димензијата на Царството Божјо додека ние тука живееме на земјата. Исус вели, јас ќе им дадам на верниците авторитет и моќ да одврзат работи на земјата што се дозволени на небото и да врзуваат работи на земјата како на земјата, така и на небото, да действуваат со авторитетот негов. Вие тоа го знаете, врзување, одврзување, го имаме пишано и во книгата, ослободување. Го правите некои од вас, тоа го практикувате. Некои од вас не прв пат слушаат. Значи, нема болест или болка на небото, ниту има сиромаштија на небото, окей? Затоа, вие тој авторитет за врзување и одврзување не треба да чекате кога ќе умрете да го користите горе во небото, бидејќи таму нема што да врзувате и одврзувате. Дали се разбираме? Тоа е кажано за овде на земјата да се действува, да се оперира. И тоа треба да сватите дека е дел од димензијата на Царството Божјо кое што е овде и сега. Кога ние оперираме со Божјиот авторитет, ние го шириме Царството Божјо. Царството Небесно е тука, се манифестира со таа Божја сила. И секој кој што е воден од Светиот Дух, може тоа да го манифестира низ себе, да биде инструмент Божи. Исус рече, вие имате овластување да врзувате злобни сили на земјата што предизвикуваат болести, болки, сиромаштија, грев. Што ќе се врзува на небото кога таму ќе има радост, мир, љубов, исцелување? Што таму ќе се врзува? Има нешто да се врзува таму. Епа, за кога е? Зошто тогаш христијаните не действуваат со таа вера и со тој авторитет? Исус го кажува за верниците, за сите. Соодветно сакам да објаснам. Кога Исус моќта на врзување и пуштање ни ја овозможи, ни ја даде како авторитет, тоа што треба да се знае дека се дадени клучевите на царството. Може малку децата таму да се потивки. Соодветно, кога вие сте во врзување и одврзување, вие ги имате веќе клучевите од Царството Божие. Вие веќе действувате. Дали се разбираме? Кралството е дојдено и кога Исус ги поучува своите ученици на некои принципи, им рече: Татко наш кој си во небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како во небото, така и на земјата. Тоа го пишува во Матеј 6 глава 9 и во Лука го пишува, окей? Сега, Исус им рече на своите ученици да се молат да дојде Твоето царство, да биде волјата Твоја како на небото, така на земјата. Што треба да се направи? Значи, волјата Божја да се извршува, да се изврши. И тоа е Божја волја што треба да се изврши на земјата како што е на небото. Истата сила, авторитет и управување да се спроведе на земјата. Сега, како е во рајот, како е во тоа царство Божје горе? Нема болест, нема болка, нема сиромаштија, нема тага, отфрленост, загуба, нема мачење. Така што тоа е Божја волја, како на небото, таа Божја волја да биде така и на земјата, односно да нема и на земјата болка, сиромаштија, беда, отфрленост, измачување и така натаму. Како верник имате дадено од Бога право да врзете работи кои што треба да се врзат и да одврзете некои работи за да има манифестирање на таа сила. Значи вие имате овластување, лиценца, ако можам така да се изразам, да се спротиставите на сето она кое што не е Божјо. И денеска го зборувам ова затоа што сте во голем број собрани, но вие треба да сватите дека црквата не е музеј или не е пензионерски дом или читална или место на читачи, на писатели и слично. Црквата е место каде што секој ден од нас треба да биде духовно екипиран за духовно да оперира. Затоа ова ви го зборувам, за да можете да добиете поттик да оперирате духовно. Некога плаче некој или кога некој од болка се витка, се умира, вие да гледате и да плачете со него, туку директно да действувате во моментот со авторитетот во името на Господ Исус.
Значи, вие делегирате овластување да ослободите на земјата сето она што е потребно, кое што го има на небото, да се ослободи и да стапи на сила. Павле вели во Галатјаните 3 глава 29 стих: ако сте Христови, тогаш сте потомци на Авраам и наследници според ветувањето. Според ветувањето што Господ му го даде на Авраам. Бог ги дава, нели, и благословите на послушните деца во Втора Законие. Го кажува сето тоа: ако внимателно го послушаш гласот на Господа твојот Бог, да ги почитуваш и да ги извршуваш сите негови заповеди што ти ги заповедам денес, Господ твојот Бог ќе те постави високо над сите народи на земјата и сите овие благослови ќе дојдат врз тебе и ќе те стигнат ако го послушаш гласот на Господа твојот Бог. Тоа го пишува Втора Законие 28 и после како ги читате надолу се благословите едно по едно. Значи, ако вие го слушате гласот на Господа, имате блиска релација со Бога, тогаш тие благослови ќе врнат врз вас, ќе ве обсипуваат, но како ќе ве обсипуваат, така треба да ги ослободувате и врз другите животи. И тоа се случува со авторитетот во името на Исус. Тоа е темата денешна. Потоа вели: благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето, плодот на твоето тело, плодот на твојата земја, на твојата стока, на твоето вино, стадата, секи ти биде благословено твојата корпа и така натаму. Благословен ќе бидеш кога ќе влезеш и благословен ќе бидеш кога ќе излезеш. Господ ќе ги натера непријателите твои што ќе се кренат против тебе да бидат поразени пред твоето лице, тие ќе излезат против тебе. И објаснува го сето тоа. Се враќа, односно се поставува да го прочитаме, да го знаеме, да го живееме. Некои луѓе сите тие благослови ги одложуваат, односно сакаат да ги примат. Благословиме Боже, ама на начин како што многу пати сум ви спомнал, ако додеш во ресторан и порачуваш сакам шарска плескавица, помфрит, салата, шопска и слично. Односно да ти го послужи сето тоа. Многу пати тоа сум го споредувал и со фризер. Сакам ваква фризура, вака почичеме, така и свениреме. И сакаш Господа те благослови, меѓутоа што правиш ти за тие благослови? Не треба да ги заработиш, тие веќе се исполнети преку Исус. Но за да ги добиеш, ти треба да продействуваш, да мрднеш, се вика тоа. Да продействуваш со авторитетот во името на Исус. Некои луѓе се прашуваат зошто не сум благословен, затоа што не изрекуваш од Словото Божјо. Не го искажуваш името на Исус, не зборуваш. Не викаш на планината искорни и се фрли се в морето. Не го правиш тоа. Или ако го правиш на еден религиозен начин. Го правиш од шубе, од грижена совест. Не го правиш суштински, затоа болеста или проблемот постои во твојот живот. И ќе постои затоа што ти му даваш авторитет на ѓаволот. Ти му даваш сила и овластување тој да действува во тебе. И тоа не е во ред. Значи, тие благослови кои што Господ ги дава не се за кога ќе стигнеш во рајот. Тие благослови кои што Господ ги дава се за сега додека живееш на земјата. И ти треба да ги примиш. Не ги примаш заради конфликт кој што го имаш со себе си. Или немаш нешто, не си охрабрен во вера, или мислиш дека Господ те заборавил, или живееш маченички. Кутрата јас маченички или кутриот јас маченик, за мене сила нема. За мене лек нема, за мене решение нема, за мене работа нема. Ако така живееш, вистина ќе живееш како проколната, не како благослов. Дали разбирате? Тука ви е проблемот. Затоа велам, ставот на вашето срце, ако сте благодарни и знаете што Господ направи за вас, ви тоа ќе го живеете. А нема да го тажите, нема да негодувате нон-стоп, ова ми е, она ми е, ова ми е, она ми. Тоа ти го повикуваш во твојот живот. И тоа е активно, има таква деструктивна сила во твојот живот. Можеш да се смениш. Господ ти отвори очите, отвори ушите, отвори срца да разбереш, да примиш. И ако упорно се враќаш на тој менталитет кој што сите го прават, и ќе кашлаш, и ќе киваш, и срце ќе те боли, и раца ќе ти паѓа, зошто? Тоа не е Божја волја. Научи веќе еднаш, како што знаеш да спржиш јајца, како што знаеш супа една да свариш или чевлите да се ги избришеш пред да влезеш дома, така треба да знаеш како Божјо дете, дека ти имаш одговорност и повик да го користиш авторитетот во името на Исус наспроти секое зло и неправда, како врз себе, така и врз оние околу тебе. И тие благослови што Господ ги ветил, стануваат активни и врз тебе и врз оние околу тебе. Но тоа треба да го живееш. Апостол Павле вели:
Словото е близу до тебе, дури во твоите усти и во твоето срце. Тоа е зборот на верата што го проповедаме дека ако го исповедаш со својата уста Господ Исус и ако веруваш во твоето срце дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Римјаните 10 глава 8-9 стих ги знаете ти. Евреи 1:1. Вели Бог кој од стари времења многу пати на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, кого го постави за наследник на се и преку кого ќе создади вековите. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие, кој носи се во своето силно слово, кој го изврши очистувањето на гревовите и седна одесно на величеството во висините и стана толку повозвишен од ангелите што наследи повозвишено име од нив. Во Филипјани 2 глава вели вака: Исус го добил своето име на 3 начини, сега ние ќе ви го објаснам тоа. Меѓутоа во Филипјани слушате. Може да го цитирате вие, кој го знае Филипјани дека Господ му подари име што е над секое име? Кој ќе го прокламира тој стих? Дали некој го знае? Дека во името на Исус ќе се поклони секое колено. Го знаете тој? Ајде Јана. Да го прокламирам во името на Господ Исус Да. Христос, објавувам дека секој колено ќе клетне и секоја уста ќе исповеда дека Исус е Господ, застава на Бог. Во целиот стих кога го читате, ајде ќе отвориме. Кој сека да чита? Филипјани 2 глава. Сека да чита. Ајде Лазаре. Од 5 глава, мори од 5 стиха, ама може и порано. Уборе. Ако не си нашол друг, има што нашол. Ајде друг. Оливер? Размислувајте онака како што размислуваше Исус Христос. Значи, слушате. Тој, иако по својата природа е Бог, не ја искористи својата еднаквост со Бог за да приграби нешто за себе. Напротив, се откажа од тоа и стана слуга. Се роди во човечко тело и живееше како човек. Како човек, тој се понижи. Остана покорен и по цена на својот живот. И понизно умре распнат на крст. Затоа Бог го воздигна и му даде име, поголемо од секое друго име. Пред тоа име, пред Исус, сите суштества на колена ќе клекнат, небесните, земните и оние под земјата. Сите отворено ќе признаат дека Исус Христос е Господ. Тоа ќе му донесе слава на Бог Таткото. Амин. Доволно. Сега, што од ова ние разбираме? Дека секој колено ќе му се поклони на Господа, така? Да. Секој колено ќе се поклони пред кого? И ќе му оддаде слава на Бога во чие име? Во име на Исус. Во чие име? Точно така. Зошто јас сега ви го објаснувам и покрај тоа што го знаете ова? Затоа што Исус, неговото име кое ќе се спомене, ослободува Божја сила и авторитет. Зошто? Затоа што тоа е Божја волја. И оно што е важно да го сватите дека тоа име со кое што Исус доаѓа, Бог го наследува, значи Бог му го дава и Исус го наследува, потоа го заработува со освојување и му беше дарувано, односно наследи од Бог, Отецот, и затоа тој повик он го изврши, го исполни до крај со послушност. И заради таа послушност Бог го превозвиши, му даде име што е над секое име и име преку кое ќе му се оддава слава на Бога. Кога се спроведува авторитетот на името на Исус против некоја болест или против делата на ѓаволот, не може да кажете во името на Господ ти велам биде исцелен. Некои луѓе тоа го пропуштаат од вас и не го спомнуваат името на Исус. Многу луѓе кажуваат Господ, Господ. Така викаат и индиците, викаат и други националности и вери. Меѓутоа, вие треба да истакнете името на Господ Исус Христос. Ова е многу важно да го сватите. Пример, некој е ослободувал демони у куќата. Се сеќаваш, знаеш зашо зборувам. И он вика, бегај, во име на Господ, бегај. Нема шанси, уште 3 сата тропале у куќата. Така не може, тоа не се народни приказки од оние народни македонски приказни што ги гледате на МТВ1 или на некоја друга телевизија.
Не е тоа тука черибучи риба или одатер нешто или прсни водичка, посило, челукче, нема врска луѓе, значи ве молам бидете трезвени, не постапувате како народите што не знаат да го спроведуваат авторитетот и што не знаат дека само во името на Исус може да му се послужи на Бог Отецот и да му се отдаде слава. И во црквата православна тоа не се зборува. Ниту поповите не се едуцирани како вие што сте едуцирани. Јасно кажува Господ како сака да му се оддава слава, во чие име. Бог Таткото му оддаваш слава кога ќе кажеш Господ Исусе Христе, ти го величиш фактички и Таткото, затоа што Исус и Таткото едно се. Тоа е многу важно. Нешто кое што треба Светиот Дух да ви го открие. Затоа многу луѓе не го знаат бидејќи не одат од Духот, одат од религија, одат од други мотиви од црква, не по водство од Светиот Дух. Ова треба да го знаете затоа што некогаш го знаете, ама го живеете на пола. Пола сте тука посветени, кога ќе дојде празник сега, некој празник кога ќе почнат, ајде, сите марифети ќе ги правите. Сите адете ќе ги правите. И после зошто ме боли, зошто вака ми е, зошто вака ми е. Не можеш така, затоа што отвараш врата за непријателот. Отвараш врата за непријателот. Не може еднаш викаш пасторот е супер, другиот пат го колнеш, го мразиш. Не можеш да кажеш после црквата е супер љубов, има нареден пат црквата е одвратна или нема искрени луѓе во црквата. Тоа е Христовото тело, го навредуваш. Не може еднаш ти се допаѓа, друг пат не ти се допаѓа. Еднаш го благословуваш детето свој, друг пат го колнеш. Не може така, ако така правиш. Ти си останеш и затуцан и целиот во проклетство што сам си ги направи, не Господ. После зошто Господ не ми помага? Не ти помага затоа што ти се поставуваш во ситуација. Вели во Светото писмо, по вашите зборови ќе бидете осудени и по вашите зборови ќе бидете оправдани. Затоа е многу важно да сме свесни што правиме во нашиот духовен живот. Ние имаме власт, имаме авторизирани сме, имаме овластување да го користиме името на Исус како да е наше собствено, како бидејќи ние сме дел од таа фамилија, Божјата фамилија. Ти кога си посилен преку Исус, твоето презиме духовно е Исусова или Христова. И треба да действуваш, тоа значи нешто. Ти веќе си член на царот на царевите, на царска фамилија, Божја фамилија. Ти треба така да живееш и да се однесуваш. И да го спроведуваш тоа каде и да одиш. Во било кои околности животни. Немаќе да бидете исплашени. Како беше што беше? Не се учат техники. Ставот на твоето срце, ако е во Господа, ќе се поставиш како таков. Да, грешен си. Си сгрешил пак вчера и денеска. Ама ти си го прифатил Исус и Исус ги разреши. Сите гревови од тебе те ослободи. Ти покај се за гревот и фати го тесниот пат. Оди упорно по Господа. Ако си слаб на некој порок, побаре Господа ти даде сила преку Неговиот Свети Дух да не грешиш повеќе. Исправи ги, истреси ги колениците, нозете, тргни пак по Господа. Не бегај од Него. Тргни пак по Господа. Ама мачно е, ама никој не рече дека ќе биде лесно. Исус не каже ќе биде лесно. Но ти не си паразит, не си пасивен, не си бебе. Господ ти даде и ум, разум, да размислиш, да знаеш што правиш. Одговорноста превземи си ја. Не може некој друг за тебе да се моли нон-стоп. Пасторе, моли се, сега ми е тешко. Јана моли се, Кристина моли се, чекајте малку. Друг да се моли, а ти што ќе правиш? Како ќе живееш ти? И не можеш да го спроведеш авторитет. Пасторе, ќе доеш ли у болница на тој човек у кома е, да го помазаш, да се помолиш за него? А викам, а ти зошто си? Ама ти си пастор, помазан си за тоа. А ти викам, кај си у помазана црква или? Не ги величајте земските работи. Не сум ја за величање. Господ е за величање и за прославување. Амин. Неговиот авторитет го имаш и ти. Има некои работи кои што пак нема, па на кај религија фаќате. Внимавајте. Тоа не значи да не ме почитувате како лидер. Но тоа значи она што е можно, за кое што вие семинари имавте и обуки, зашто со години тоа го правиме. За еден ден да вие можете да благословите некој човек, да положите раце на некој болен кој што е болен на автобуска, ќе му се сложи, ќе падне, стави ги рацете, помоли се во име на Исус да биде исцелување, да замине болеста од него. Кога некој, да речеме, некој страда или некој гледате дека живее живот со мачење, гледате дека е проклетство во прашање, да поразговараш со него, да ти отвори душата, да го ислушаш,
да му дадеш охрабрување, да му кажеш која е благата вест, радосната вест, дека Господ го сака и дека може друг начин на живот да живее, ако се покае и го прими Исус за свој Господ и Спасител. Ја треба тоа да го работам? Да, јас го работам секој ден, а вие? Вие го немате тоа право, вие тоа веќе го вкусивте, вие така дојдовте овде. Тој што видел добро, треба тоа добро да го прави, ако не правите греф. Вие таа работа на Исус треба да ја продолжите. Не само тоа да го прави Маја Димитриевич, Јана, Јане, Сашо, Горан, јас. Вие што правите? И ако не го правите, правите греф и вие на тој начин, така криејќи се да не те видат, да не те поставят, така што ќе рече народот, така ако живееш. Не една врата, двете крила од вратата ги отвраш да ти влезе ненормалниот ѓавол. И да ти прави хаос во семејството со децата, со тебе и слично. Да ти ги краде благословите од Господа. И после, пасторе, помагај. Пасторе, помагај. Јас ќе помогнам, да, нема да те судам. Ама ти мораш вака прстето да окренеш и вака да го ставиш. Да размислиш. Чекај бе, јас како живеам? Христијански, новородено, препородено со Светиот Дух? Или само имидж од тоа право? Така, слика за да видат другите дека сум посветен. Прашањето што денеска го отвараме, дали живееме живо христијанство или религиозно, дали го спроведуваме авторитетот или кукавички се живее. Кукавичкото живење значи не соочување со реалноста и со проблемите, ставање се по тепих. Еден ден тоа ќе смрди ужасно. Тој што е дете на Господ ја сака чистотата. Не зборувам само за диплите и теписите, зборувам за духовната чистота. Зборувам дека е дете на светлината и ги сака нештата да ги изнесе на светлина. И светлината го разобличува сето она што е нечисто, за да го прегори, да го испеплоса, да го изгори со Божиот свет оган, Господ, и да ве очисти, да ве ослободи, да ви го направи животот да биде пример. Затоа велам и ве прозивам некои со име, затоа што ве гледам, јас ве сакам, вие сте ми блиски, меѓутоа не можам да молчам. Трпете еднаш и ви е срам. Трпете еднаш еден укор јавен. Во општеството сте признати инженери, директори, доктори, меѓутоа во ова димензија, во црквата, во Царството Божјо, вие треба да се научите да го спроведете авторитетот на Исус, да не бидете бебиња во тоа. Дали се разбираме? И јас сум должен тоа да го побарам од вас. Иначе ќе бидам од оние кои што ги чешкаат вашите уши, ви го галате егото и кој ќе биде одговорен? Јас. И кој ќе полага сметка? Јас. Зошто? Затоа што ми било незгодно да ви речам, ќе ви речам. Ќе ви речам, не ми е незгодно. Речам, некој од вас толку сте фокусирани на себе си, бе, не ме интересираат за други. Игор, кај си бе, човече, не те видел цела година, бе, сине? Ни со мене, ни со некој друг, бе, те нема, човече. И тебе и Божанка, и други некој од вас. Бе, нема. Каде сте, бе, луѓе? Бе, добри ли сте? А бе, сподели дека нешто убаво ти се случува во животот, прослави го Господ, со мене, со браќа и сестри, кај сте? Или само вашето оргајле да си го берете? Немојте егоисти да станувате. Не бидете ладни и себични, така се случува во светот. Вие сте светски луѓе. Кога живеете во страв, кога сте себични, кога не го спроведувате пред се авторитетот на Исуса. Не ви наоѓам приметба за тоа што имате болест или сте осеќате слаби или не знам што. Јас ве разбирам, сочувствувам со вас, но зошто мораш бре да учиш преку грешки? Од кога ти зборував? Уште пред 3 години ти зборував да го спроведуваш авторитетот во името на Исус. Чекаш Наташа да се моли, вој да се моли. Една порака што ми ја прати Наташа ми ја пиша. Затоа не ти одговорив. Еден SMS не можеш да ми го пратиш. Зошто? Зошто ти ја критикуваш ќерка ти нон-стоп, бре? Ќе сватиш ли веќе еднаш дека не можеш така да тераш? Остај ги зависни од Бога да се не од тебе и Мишо. Затоа се случуваат овие работи што ги трпите. Престанете, не го зимај местото на Господ во нивниот живот. Вие не сте богови и не смеете да бидете во таква позиција. Вие не сакате буквално да бидете богови, ама тоа го правите. Без ваша виза не смее Никола да се купи, така ли? Не ми е незгодно.
Вас нека ви е незгодно. Го кажувам ова за да добиете исцелување. За да се симнете од престолот кај што сте се поставиле сами или некој друг ве поставил. На кој му чине, кој не ви се свиѓа црква, ваква била, ваква и ќе биде. Оти овдека прво и основно што бараме е чистота, искреност, светост. И ви се допаѓа? Тоа е тоа. Ваш избор. Вие мора да сватите кај ви е вашето место и што ви е дозволено, а што не. Не смеете да бидете предмет на обожување. Не смеете да бидете идол. Не смеете луѓето да ги правите зависни од вас. Не смеете затоа што славата му припаѓа само на Бога, не на луѓе. Затоа зборев и почнав со тој авторитет. Ние можеме да почитуваме авторитети поставени од државата и Библијата го вика тоа. Но тие не се поголеми од Господ. Па макар и да се лекари и специјалисти, какви да сте. Никој не може да биде поголем од Господ. Секој подеднакво ќе се појави пред неговиот престол. Се Господ гледа. Се скриено пред него е откриено. Слушаш ли, Мартин? Да. Што слушна? Повтори. Се што е скриено, Пред Бога е откриено. Тоа значи твоите мисли, твоите планови, твоите анализи. Не е така? Ако зборуваме за вера во Бога преку Светото Писмо, знаете дека Словото е меч, продира неизгодно. Меч со двеоштрици продира до разделување, како ласер. Се гледа пред Господ, се разобличува Словото. Зошто тоа треба така да е? Господ сака точно така да растеме. Не со комплименти или со нежни методологии. Зошто? Затоа што од кого се дава, на кого му се дава многу, многу се очекува. Многу примивте во животот и пораснавте духовно и осознавте. Некој што не осознал толку може со тој метод на благодействување. Вие, кои што се удирате погради и верите дека многу го сакате Господ и му верувате, а чувате икони по дома, слави, на луѓе подигате, Господ не го сака тоа. Верувајте дека петкана се превртува во гробот. Наум Охридски се превртува во гробот, да знаете, ви кажувам. И другите се превртуваат во гробот, затоа што хула се прави. Еден ден ова ќе го чуете уште еднаш горе кој ќе бидете. Оти на земјата нема да го чуете, овде религија е. Затоа треба да сте свесни. Да не живеете како да сте жртви. Да живеете со силата и љубовта на Господа. Да дозволите таа љубов, некогаш таа боли, не ни е пријатна. Зошто? Затоа што те разобличува, плачеш, не можеш да контролираш. Се контролираш иначе. Насмевка контролираш, држање контролираш, се контролираш, пари контролираш, деца контролираш, се контролираш. Но кога Исус доаѓа, не можеш ништо да контролираш. И најдобро ти е се да предадеш во негови раце. И солзи, и слуз од тука што тече, и влакна, и пори, и све, и пари, и деца, се префрлаш во негови раце. Иначе ќе пукнеш, ќе се скршиш. Луѓе, разбудете се. Не работете, не си ја сечете гранката на која седете. Разбудете се, вие сте повикани да бидете сол и светлина. Каде да одите да светите не со религиозни пристапи, Весна, со љубовта на Господа. Не е религијата што ги спасува луѓето. Исус не е религија. Исус не воспостави нов религиозен систем, чеда. Не го направи тоа. Он ја разруши религијата. Он кажа, вие сте царско свештенство, веќе нема свештеници. Вас ве правам свештеници. Тоа го кажа, го пишува. Веќе не треба јагниња, курбани да давате, да сечете, да фрлате. Зошто? Затоа што вика, сакам жртви од вашите усни, офални жртви, кои што излегуваат како молитвени искази кон Господа. Тоа Господ го сака. Вие се уште се борите со тоа, Бог е онде. Тука е хаосот ваш.
Господе! А не сваќате дека е овде. Тука е проблемот. И затоа цело време негувате едно чувство, народно го викаме комплексна ниска вредност, но јас би го рекол вака, чувство на недостојност. Се не сте достојни. Така ви е полесно, нели Славко? Полесно ти е да си мислиш дека си недостоен за Господ. Не ме сака мене Господ, би ме какао, знаме се, ја грешки правам. А? Не ли е така, а? Што ќе кажеш, Саша? Не ли ма е? Недостојни за Господ сте вие. Знаете ли дека со тоа чувство и со таа мисла, дека вие го негирате Христовиот крст? Ја негирате жртвата на Исус. Ја погазувате крвта на Исус. Крвта се ставаше на надвратникот, странично, не на земјата на прагот. Во Стариот Завет, кога требаше смртта да помине ангелот на смртта, нели израелците беа робови е фараонот. И фараонот не ги пушташе да бидат ослободени, Мојсей нели му викаше, овој не послуша. И Господ му рече, со крвта на јагне ќе се намачкаат надвратникот и нели странично кај вратата, и во таа куќа ангелот на смртта нема да влезе. И така направија сите евреи. И првородените умреа од овие кои што не го познаваа Господ, додека евреите беа спасени. Тоа беше предслика на Исус и неговата крв која што се пролеа. Затоа Јован Крстител рече, еве го јагнето кое што ги зема гревовите на сиот свет врз себе. Токму таа крв на Исус, кога ја имаме врз себе и сме покриени, затоа сте и новородени христијани, токму таа крв ве штити од злото, ве оправдува од секој грев и ве осветува за Господа. Но кога вие негувате чувство на недостојност, како се уште да не е доволно тоа што Исус направи за вас, вие таа крв како вака да ја симнувате и ја ставате доле и вака и правите, ја погазувате. Тоа е многу голем грев. Затоа велам, немате право да се однесувате со чувство дека сте недостојни и невредни и грешни за Господа. За кого Господ Исус умре? Повикот покајте се грешници што Јован Крстител го упатуваше до народијата беше адекватен за тој период и за овој период кога луѓето се атеисти и не знаат ништо за Господ. Но не е адекватен да излезе од устата на некој свештеник кога го вика христијанинот за тоа, бидејќи христијанинот новородениот веќе е свесно се покајал, водно крштевање со целосно потопување има. И тој сам веќе оди по патот на праведноста, чистотата, слободата од Господа. Затоа тој менталитет, тргнете го од себе си. Гледате да растете во спознавањето на Божјата љубов за тоа колку е таа длабока и широка. Тоа ти е повикот. И колку повеќе даваш од таа љубов, толку повеќе примаш и можеш да растеш и да спознаваш колку Господ не трпи сите и не сака. На тој начин ќе се научиш да гледаш кон другите луѓе како што Господ гледа и на тебе. Он не гледа вака како ти те погледне, како што гледаат жените, оние што зборуваат. Чекај да видам што се облекла. А 3 пати го носиш од ваа недела. Така Господ не гледа. Или кој ќе те види, флекја има од мајонез. Види, не се испрала. Така Господ не гледа. Не гледа кон тебе воочувајќи ги твоите слабости и мани. Он гледа на тебе како на свое чедо, научи се на тоа. Како на свое најмило чедо. Зошто? Затоа што крвта на неговиот син е врз тебе. И таа крв те чисти од секоја флека, од секоја слабост. И наместо да се фокусираш на тие слабости, фокусирај се на тоа дека си спасен, дека си очистен, дека си оправдан, дека си Божјо дете и дека Господ те чека во небесата. Ама додека си на земјата, фокусирај се на тоа што Господ сака да ти даде. А ти да бидеш во позиција да примиш. Како би примил? Кога би оставил се во негови раце? Кога би му си се отворил целосно него? Би му си се доверил? И кога ќе почнеш со авторитетот во името на Исус
И јас денес објавувам во името на Господ Исус Христос дека сум Божјо дете и дека мене ми припаѓа ништо помалку од она што е според совршената Божја волја. Амин. Амин. Дали се разбираме, дечки? Мене денеска јас објавувам дека сум Божјо дете во името на Исус и мене ми припаѓа само здравје и добросостојба. Од јас сум царско дете, дете на Севишниот. Оно што е во мене е Господ, Господар над сите. Тој е поголем од било какви ситуации во овој свет што ме обкружува. Амин. Поголем од секакви околности што гледам дека се обкружуваат и ми ги наметнуваат. Ништо не може да влијае врз мене. Зошто? Затоа што јас објавувам во името на Исус дека сум под совршеното Божјо управување. И јас, и моите мисли, и моето срце, и моето тело. Амин. Амин. Го објавувате тоа? Да. Во името на Господ Исус Христос објавувам дека во ова тело ѓаволот нема право да стави ниту трн во мене. Затоа што Господ секоја празнина во мене ја исполни со неговото присуство. Неговата светлина го протера мракот. И мракот не ја опфати светлината. Амин. Во името на Господ Исус Христос објавувам дека во мојата реалност јас живеам изобилно и уште повеќе изобилно и се што ми недостига тројно повеќе го примам од Господа, затоа што сум царско дете, не заслужив, ама сум дете на царот, во чии раце е сето изобилие. Фала ти Господе што го излеваш сето изобилие од тебе врз мене, и материјално изобилие и духовно изобилие. Го објавувате тоа? Не. Да, некој не. Да. Тоа што го објавуваш ти тоа? Читаме и објавуваме различно. Од тука доаѓаме до темата дека е потребно да научите објавување што значи. Или тоа се вика да прокламираш, или да цитираш, да објавиш нешто што влегло во твоето срце од Светото Писмо, што ти стајло печат. Го објавуваш во името на Исус. И тие зборови се Божји зборови, ослободуваат, моќта Божја ја ослободуваат, енергијата Божја ја ослободуваат. Силата на Господ ја објавуваат. Така Светиот Дух дејствува и ги трга сите препреки од нашиот пат, без разлика дали се физички препреки или се духовни бариери кои што не ги гледате, а ѓаволот ги поставил, како магиски дејства и слично. Сето тоа Господ вака го чисти. Так. И имате отворен пат, таму каде што нема пат, таму каде што никој не оди, вие одите. Зошто? Зошто? Затоа што Господ ве води. Амин. Затоа што Исус е тој пат. Амин. Дали успеавте еден чк да направиме во главата сите? Едно преместување внатре на едно повисоко ниво? Да. Да? Билјана и Зоран, вие сте христијани? Не ве слушнав. По што ќе ве познаеме дека сте христијани? По љубовта. Која е индикацијата за познавање? Ќе ми кажете? Молам? Таа љубов ја имаш ли кон Маја Јовевска? Да? Да. Да не имаш само праведност повеќе од колку што треба. Да си размислиш на темава. Се што се работи на виделина, на светлина. Со договор, сестро, се случува. Застануваш и се договараш, сестро, да седнеме се договориме, вака и вака, како е најдобро за двете. Ти што направи, ти само ја обавести неизе, а мене не ме ни праша за тоа што го направи. Тој е христијански? Не. Грешиш? Не е христијански. Не го кажувам јас тоа што е христијански. Види во Светото Писмо, прочите. Зошто си дадов право вака да зборам со сите вас? Затоа што ве нема. Ќе ве има кога ќе има поголеми проблеми, а јас не чекам. Јас сега действувам. Ете така. Божјото присуство и љубовта Божја токму вака действува. Се тргаат сите маски, како што ги имате овие маски, така има некои други маски. Се тргаат и се зборува вистината. Така ќе биде и горе. Во Царството Божјо, кај што ќе бидеме со Господа. А ова овдека е сега припрема. И затоа вие сте тука. Се припремате за тоа Царство Божјо. За тој рај кај што ќе влезете.
Додека да влезете, додека да заминете од овде, што да правите? Овој тука што седи вака што зборува, ќе мора така да действува. Трпите. И ја трпам и ви. Се трпиме едни со други. Важно со љубовта одиме напред, нели? Ако се сакаме, се надминуваме. Ако некој ставал кусур, се гледа дека нема широчина во своето срце, нема доволно простор за љубов и тешко му паднал. Круната налево му паднала. И у првиот ќош на првата кривина заминува црквата. Тоа е. Драги мои, дали разбирате што зборуваме денес? Да. Спроведување на Божјиот авторитет. Ви кажував ли компјутерот, пишувам книга. Имам Macintosh, Apple компјутер. Зборувам 2013. И ја пишувам книгата, ја пишувам, таман сум завршил, најнаш цк, ништо нема, црн екран. Косата, како човек гледате вака, мене ми се крена до дрвото, мислам така. Чепкам, не се уклучува. Мислам дека и кожата се накостреши целиот. Чепкам, не се уклучува ништо. Мислев ќе стопам нешто у рацете. Огон ме гори од внатре. Вријам од внатре. Викам, Господе помаги, толку пилуле, возбавуј. Дури до плачка ме дерам. Зошто? Затоа што се осеќаш немоќен. Јоп, ми светна авторитетот. Ги зимам мака двата прста и му викам, во името на Исус, упали се одма. 3 секунди помина, тлънк. Викам, те решив. Одма проверувам дали книгата е тука, сейф, дали сум стиснал. Тука е, добро е. Си дојдов на место, викам, леле, Господе, леле, чудесен си, Господе, и врз техникава можело. Значи, тоа сакам да ви го кажам, действувате секогаш. Еднаш ми се заглави картица во банкомат. Затоа картици веќе во банкомат не става. Меѓутоа ми се заглави, тоа не можам да ја изведам, знам дека ќе лапне и после треба да звонам, па да иде до неја, кој ќе се занимава со тоа. Влечам, никако не може да се извлече. Викам така. Викам, пушти во името на Исус. Пушти, се исклаше апарат. Ама се што, значи не му викав, ако сакаш, Боже, го те молам, сега ти пушти тука сила да се отпуши ова. Нема. Не му викав на апаратот, те врзувам. Те одврзувам, бе, пушти сега. Нема такво нешто. Во моментот импулс, така однатре, пушти во името на Исус. И пушти. Тоа можете да го применувате врз секоја област од вашиот живот, не само врз технологија. Се е така. Зошто? Затоа што тој авторитет е духовен и пред се треба да знаете дека она што се случува во духовниот свет е многу пореално и повистински, поголема сила има отколку она кое што материјално го гледаме. Материјата е подредена на духовноста. Ме разбирате? Затоа е многу важно да спроведувате и во оваа димензија се чекори со вера во Господа, сила ви дава Светиот Дух, авторитет во име на Исус и Словото Божје. Па ќе кажам, немојте да ги правите луѓето околу вас пасивни. Некој се лути, немал внимание, не сте му обрнале. Нека зрее, нека расте. Ако он има проблем со својата гордост, со пример да речеме, еве сега Зорица е пример активна во хорот, ќе пее во шалом, и сега Крсте се чувствува загрозено. А нели жената треба да му е покорна на мажот. И сега кого Зорица ќе го одбере? Исус и славењето на Божјото име или мажот со кошулата да му е запегла и мусака да му направи? Кажете вие, што е поважно во моментот? Исус. Сега, ако он е продуховен и воден од Светиот Дух, он сам ќе рече, go, оди да не те чекаат. А јас можам сам да се спржам јајца или мусака да направам. Ќе загора малце, ама тоа ќе биде. Нели? Нема да ја префали да се муси со носот нагоре, како царот, што не му дадоа трпеза да руча да вечера. Ме разбирате? Ако такво нешто има кај вашиот партнер, тоа е веднаш за корекција и исцелување. Дали се разбираме? Оти тоа не е машки авторитет. Тоа е суета упрашање с кое што си тера по своето, на негова воденица водата да ја тера, љубоморен со Господе. Ве молам, без разлика дали е маж или жена, преиспитувајте се едни со други. Ова не значи да се запостават домашните потреби и нешта кои што треба домаќинството да врви. Меѓутоа, немојте Марта да бидете.
Сеќавате? Две сестри имаше. Кој беа? Марија и Марта. Што е разликата помеѓу Марта и Марија, кој ќе ми каже? Марта работеше во домаќинството, а Марија слушаше до Исус. Стоеше до... Да, а тие му беа сестри на кого? Лазар. А Лазар што му се деси? Умре и го воскресна. Како воскресна? Само од себе. Така направи, како? На Лазар, значи кога се кажува. Марта и Марија беа две сестрички, кои што му беа сестри на Лазар, а Лазар му беше пријател на Исус. Лазар умре, за кое што Исус кажа дека заспал. И Исус отиде и го воскресна. Во меѓувреме, Исус кога беше кај нив, имаше разговор. Марта многу се грижеше за чиниите, кој што ќе пие, што ќе јаде, дали е чисто, нечисто и слично, а Марија со ушите волкави седеше тука. И што се случи? Кој ќе ми раскаже? Молам? Марта му се пожали на Исус. И што му кажа на Исус? Кај си, Марија? Зошто не и помага да и рече на Марија да и помогне околу домашните работи. Да. Во смисла, видја бе Господе, неодговорна е, видја, не ми помага, видја. Ете тоа сакаше Марта да го направи. Што каже Исус? Исус се кажа Марта, Марта. На Марија е поголемиот дел. Припадна поубавиот дел. Да. Исус кажа дека Марија зема повеќе и дека Марија тоа што го прави е исправно, тоа што ти го правиш не е исправно. И затоа ќе рече, Господе, абе не чисто ли дома да држам, бе? Не. Меѓутоа ти кажува Господ, приоритетните работи секогаш, духовните работи се приоритетни. Не е приоритетно чистењето, генералката, што имало, какво имало, техничките работи. Затоа велам, не Марта да бидете, Марија. И во домот Марија сигурно дека зачистува, де? Сигурно и зачистувала на брат си Лазара и на Марта, помагала во тоа. Но во тој момент она одлучила што е поприоритетно. Тоа сакам да ви го објаснам, вие треба да имате меѓусебно разбирање. Вие треба духовно да расудувате и како парови, како семејство, и како поединци. Треба духовно да живеете, да расудувате, да се однесувате. Тоа не е само хоби, тоа е животен стил, бе. Животен стил кај што јас можам да благословам, кај што јас можам да плачам, да се заблагодарам на Господ. Луѓе, само тоа е вредно. Само тоа е она што е богатство за душата додека си на земја. Се друго кебапи да се, ќе ждригаш после нив. Пинчур да исто ќе те боли стомак ако многу луки ако е лути. Леп истата работа, парите исто, мобилен исто, кола исто, сето е исто. Тоа те крепи 2 дена кога ти помине меракот. После пак си ист. Во злато да те облече, ист си последен ден. Пак внатре ти тишти душата ти бара нешто друго. Што е тоа? Тоа е она кое што само Господ го дава. Амин. Ја пополнува секоја празнина. Ти мириса на убаво, имаш волја за живот, се радуваш. Но само Он ти го дава тоа. И ова што сега го зборувам, Он ти го дава тоа. Да сватиш што е приоритетно во твојот живот. Да преиспиташ како живееш. И ако досега и сега си свесен дека не било доволно или слично, не затоа што минус ти пишува Господ горе не било доволно, туку затоа што тоа што не било доволно, сам на себе си се сечеш гранката. А Господ пак ќе се благословите врз тебе, без разлика дали ти ќе се молиш повише или помалку. Те сака и неговата љубов не зависи од твојата молитва, од твојот пост, од твоето прокламирање, слично љубовта негова е непоклатлива. И не се заслужува со твојот труд, со твоите активности, лелеле, да бидам подобар христијанин. Не може така. Разберете го тоа. Ајде да прочитаме уште нешто. Мислевте ќе завршам, не завршувам. Не завршувам. Ете така. Може да читам. Матеј 8 глава, 5 до 13 стих вели вака. Кога Исус влезе во градот Кафарнаум, го пресретна еден римски офицер. Кој? Римски офицер. Почна да го моли со следниве зборови. Господе, мојот слуга лежи дома парализиран и со силни болки. Исус му одговори. Ќе дојдам и ќе го излекувам. Но офицерот му рече. Господе, јас не сум достоен ти да влезеш во мојот дом. Туку кажи само збори, мојот слуга ќе оздрави. Зашто и самиот имам свој предпоставени, а имам и власт да им заповедам на војниците. На еден ќе му речам оди и тој оди, на друг ќе му речам дојди и тој доаѓа. И на мојот слуга ќе му речам направи го тоа и тој го извршува. Чу ова
Исус се одушеви и им рече на оние што одеа по него: на вистина, кај никого во Израел не видов олку голема вера. И ви велам, мнозина ќе дојдат и од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, со Исак и со Јаков во небесното царство. А многу од израелците кои би требало да се наследници на тоа царство ќе бидат исфрлени во најцрна темнина, каде што ќе пискаат и ќе крцкаат со зави. Потоа Исус му се обрати на римскиот офицер: оди си и нека ти биде според твојата вера. Во истиот миг оздраве слугата на офицерот. Офицерот е римски. Значи, не бил вклучен во заветот, бидејќи Исус беше испратен да действува кај оние што се повикани, тоа се израелците, а тука не спаѓаат незнабожците, односно римскиот офицер. И сега што се случува? Исус му вели: покрај тоа што е римски војник, ќе дојдам и ќе го лекувам твојот слуга, така? Да. Офицерот што му вели на Исус? Не мораш да дојдеш, туку. Само кажеш Боже. Зошто му го вели тоа офицерот? Затоа што не сакал да дојде Исус? Не. Заради тоа што прво се чувствувал недостоен, а второ треба да знаете дека во тоа време немало авиони, немало лимузини, туку требало или пешки да оди, или со магаре. Така се патувало, а на магаре да патуваш било многу лошо во тоа време, бидејќи патиштата биле, знаете, песоци, тоа пустинско место, така да е малтретирање. Значи офицерот му вели: не мора да одиш во мојата куќа, јас сум човек од власт, знам како работи авторитетот, вика офицерот. Односно што кажува? Бидејќи јас сум човек на авторитет, ако му кажам на овој доаѓа, ако му кажам на овој оди, така знам и доволно е само збор да кажеш и знам дека ќе биде, дека ќе оздрави. Исус се воодушевува на тоа и му вели, што му вели? Нека ти биде според верата и во истиот час слугата оздравува. Е исцелен. Што од оваа слика заклучуваме? Малку подлабоко. Римскиот војник го разбирал како делува авторитетот. Самиот имал власт и знал како делува авторитетот. Да. И ова значи дека тој авторитет што Исус го има, го дава на нас и ние треба да разбереме како действува тој авторитет. Тој авторитет и слово, изречено од нашата уста во името на Исус, како авторитет, нема пространства како фактор, нема други бариери како фактор, туку тоа се извршува во истиот момент и секунда. Тоа е едно. Второ, ние треба да разбереме дека можеме да го користиме тој авторитет, кој што ни е даден од Господа, зборувајќи ја неговата реч, односно неговото слово, изговарајќи го неговото слово, и односно да се биде во согласност. Тоа не можеш ти се да кажеш што тебе ќе ти текне, туку да биде во согласност според Божјото слово, во синхрон, да го познаваш тоа што е, да го имаш во предвид тоа што му е на Бога на срце. И тоа го изрекуваш во името на Исус и тоа се случува. Така да познавањето на оваа вистина, практичноста на сето ова што го гледаме, ти дава одврзани раце да действуваш. Не да си несигурен, туку да действуваш. За да знаеш правилно да действуваш и да не се чудиш дали да не сгрешам, потребно е да го читаш тоа Слово Божјо. Да пребиваш во него, така ќе го запознаеш Божјиот карактер и што му е на Господ при срце. Сигурно дека не му е при срце да бидат луѓето болни, во страдање, во некакви други околности кои што, како што рековме, се дела на ѓаволот. Господ сака да ги ослободи тие, односно да го спроведе своето царство на небесата преку вас. И затоа Исус се молеше, тоа е старозаветно молење Исус кога се моли да биде царството Твое, да дојде царството Твое. Веќе е дојдено, веќе е врз нас и во нас. Бидејќи Исус е царот и ние го примивме царот, соодветно кај да одиме, го шириме тоа царско пространство, таа димензија на Божјо управување, каде што нема тага, болка, беда, страф и така натака. Дали се разбира? Да. Ова е многу важно и со ова завршувам. Денес, како духовна храна, која што е слоевите, треба малку по малку да ја медитирате.
Денеска зборував побрзо, за да ве држам концентрирани, затоа што некои малку сте одвикнале од слушање на вакво слово, или кога гледате на онлайн, запирате на пауза, па нешто ќе завршите домашна работа, па ќе замесите нешто, па ќе запеглате, па после ќе се вратите кога сите ќе заспијат, тогаш ќе пуштите плей одново и сето тоа мене ми е јасно. Така да не мора да викате не е така или така е пастор. Знам, се ми е јасно. Но вас не ви е јасно дека треба духовно убаво да се храните од почеток до крај, за да не бидете духовно слаби, да не бидете духовно анемични, да не дозволите некој паразит, цицач, демон, ѓавол и слично да действува вашиот живот. Вие сте тие кои што треба да сте одговорни за сето оно што Господ ви го дава. Христина, деца многу хај се Христина насама, не ги видов твоите деца. Овие деца ги гледам многу тука мирни. А? Иното е таткото. Не те слушам. Таткото е Мила. А Сара? Сара е со Димитрија. Каде? Со Димитрија. Аха, не се за тука, така? Сега Не ги носи, не ги носи, па ќе видиш, ете. Проблеми ќе имаш. Добро, тоа си е твој избор. Колку и да разбираат децата, или да не разбираат, кога се тука во Божјото присуство, приимаат и Божјиот дух, го допира нивното срце. Затоа треба децата да се тука, но тоа не значи партија наму да се случува, туку да бидат наквасени од сето ова кое што се зборува овде. Ова го зборувам не само за твоите деца, го зборувам за сите деца, го зборувам за детето на Верица од Неготина, го зборувам за сите деца кои што се тука и не се тука. После зошто моето дете порасна и почна да пие, да се дрогира и слично? Затоа што не е тука. Затоа што не расте. Не расте со Словото, не расте водено од Духот Божи. Затоа. Вие намерно ги дистанцирате, не сте ни свесни дека тоа е ѓаволска стратегија. Да ги дистанцирате децата. За вие мирно да си пишувате, они нека дома, нека се телевизија нека гледаат. А ѓаволот ви го правиам, вие не го гледате. И кога ќе го согледате, ќе биде можеби доцна. Не ли, Данче? Кај керка ти? Кај, Лео? Ваш избор. Ја да си кажам, не? Или денеска кажуваме се. Затоа Лазар имаше еден порив керките да ги донесе денес. Така е, пасторе. Нели? И инсистираше кај Јане. Мама, молим те, не ме сваќа поврежно, молим те да дојде деца да те молам. Друг пат, на време деца. Дали ме чувте Јована и Тамара? Така? Таткото не треба да ве праша дали ќе дојдете. Таткото е татко, имаш во куќата и авторитет, кога ќе може да ти каже да направиш така и така да постапиш. Добро? Барем до 18 години. После тоа веќе, ако сте надвор од дома, сами ќе действувате. Ако живеете под исти кров, пак таткото ќе пали, ќе гаси. Нели, Лазаре? Така е. Што ти кажеш? Мора да кажеш така, иначе. Така е. Така е. Амин. 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 Ете така, драги пријатели. Мислам дека имавме денеска многу убава средба, но не е целосна додека не потврдиме дека сме дел од Христовото тело. Амин. Треба да потврдиме дека сме дел од Христовото тело. Тоа носи печат утврдување во твоето срце, дека ти си жив орган во Христовото тело, дека ти му припаѓаш на Бога со се тело, со се срце, со се душа, со се дух, со се живот, со се патики, со се. Дали разбирате? Му припаѓате? Ако е така, тогаш ќе го повикам Јане. Да прочете од Коринтијани што се случува после од Павле, што зборува за Господовата спомен вечера. И, кој ќе прочитаме, додека чита, има таму да се преиспитуваме. Вие преиспитате сега што кажав денеска. Дали ќе ме мразите, не е битно. Вие преиспитате дали согледавте нешто. Ако сте согледале, ќе се покаете. Во текот на молитвата ќе се покаете и ќе земете Господова спомен вечера. Дали сме спремни? Да.
и вам ќе ви го пренесам она што Господ мене ми го предаде. Религиски тонови не сме попови Ноќта, кога беше предаден, Господ Исус зеде леп, се заблагодари, го раскрши и рече: Ова е моето тело што се крши за вас. Правете го ова како спомен за мене. Исто така, по вечерата зеде чаша со вино и рече: Ова е чашата на новиот завет меѓу Бог и вас, запечатен со мојата крв. Потсетувајте се на ова секогаш кога ќе пиете за сеќавање на мене. Секој пат кога за оваа цел јадете од лебот и пиете од чашата, ја прикажувате смртта на Господ се додека тој повторно не дојде. Секој што недостојно јаде од лебот или пие од чашата Господова, виновен е за непочитување на телото и крвта на Господ. Секој прво нека се преиспита, а потоа нека ја јаде од лебот и нека пие од чашата принесена како Господова спомен вечера. Зашто оној што зема учество во спомен вечерата Господова, а нема правилна вера, разбирање и почит спрема телото на Господ, си навлекува осуда врз себе. Затоа меѓу вас има многу слаби и болни, а некои дури и починаа. Кога самите себе си би се преиспитувале, не би биле казнувани. А кога Господ не кара и казнува, тоа е за да не поправи, па да не бидеме осудени заедно со неверничкиот свет. Ајде да кренеме раке да кажеме: Господе, се молим. И не се изјавувам дека Тебе ти припаѓам со цела душа, срце, дух и тело. И си најголемиот авторитет во цел универзум и вселена, но и најголем авторитет во мојот живот. Благодарам што сум здрав и жив денес. Осознав дека не сум одел правилно по Твојот пат. Сега се кајам за секој грев што го вршев со устата, со помислите, со постапките. Жал ми е за сето тоа. И те молам, помогни ми во таа слабост да ја надминам, дај ми сила од Светиот Дух да не грешам повеќе. Се одрекувам од стариот начин на размислување, дека ти не ме сакаш и дека ти наводно ми даваш болести за да јас останам понезен. Сега знам дека Твојата воља е да бидам совршено здрав и спасен. И ти тоа го исполни преку Твојот Син Исус Христос. Јас верувам дека Исус Христос дојде на земјата и ја изврши Твојата воља, Господе Симоне. Верувам дека Исус беше казнуван, ранет за мене и сите болести мои ги превзема на себе. Тој висеше на крстот распнат заради моите гревови, тој ја плати казната на моите гревови. Тој стана грев, а јас преку него праведен. Верувам дека Исус ми ги прости гревовите на крстот кога кажа прости им очи не знаеш што е праведен. Верувам дека неговата крв ја пролеа и за мене. Неговата крв ме чисти, некаква вина, грев и страдање, и со неговите рани верувам дека ние сите се исцеливме и јас. Јас верувам дека Исус Христос, откако умре на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. Верувам во Исус Христос и објавувам сега дека со цело тело, душа, срце, со целиот себе му се посветувам на Бог. Исусе Христе, Сине Божи, во овој час те примам за мој Господ и Спасител. Те канам, дојди на престолот на мојот живот. Живеј во мене, владеј со мене и води ме по Твојот пат. Ти благодарам што со вера го примам дарот на спасение и вечен живот, кој што не го заслужиш, кој ти ми го даваш. Ала ти што ми го напиша името во книгата на животот и што се исполнуваат Божите ветувања од Светото Писмо, дека кој ќе поверува во Тебе станува Божјо дете. Јас поверувам во Тебе, Господи Исусе Христе, и сега, како Божјо дете, ти ја оддавам сета слава и чест. Фала ти, Татко Небесен, во името на Исус, слава ти, и велам слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Ајде сега да земеме. Такеш помош со алкохол прво ти дезинфицирај се и ти и сите кои што мислат да помагат. Маја алкохол со рацете ако мислиш да помогат. Господ, онаа ноќ кога го предадоа, зеде леб
го скрши и рече, ова е моето тело што се крши за вас. Он неговото тело го даде за секој еден од нас. Многу е важно да сватите дека неговото тело се скрши за секој еден од нас. Затоа кога ќе земате од лебот, ќе се присетите за неговата смрт и за тоа што Исус направи за секој еден од нас. Додека ве опфаќа тага за сето тоа што Исус го изврши, истовремено, штом го примите и лебот и чашата на новиот завет во неговата крв, треба да надојде во вас и радост. Затоа што Господовата спомен вечера ти носи радост имено заради неговото тело што се скрши и заради неговата крв што се пролеа за нас. Ние се спасивме по милоста Божја и станавме живи органи во неговото тело. Затоа ние потврдуваме со тоа колку припаѓаме во него и колку е таа привилегија голема и благослов. И соодветно кога земаме од лебот и виното, ние кажуваме дека припаѓаме во црквата, односно во неговата невеста или неговото тело, чија глава е самиот Христос. Исто така е важно да знаете, драги браќа и сестри, дека кој јаде од него се наситува и не огладнува. Кој пие од него нема да ожедни. Вие сте повикани да јадете и пиете од Христос, да сте дел од него. И оно што е важно да сватите, дека присуството Божјо во вас, што сега го примате, носи и мир, и благослов, и исцелување. И затоа многу луѓе, кога примат Господова вечера, што не се преиспитуваат, за своите постапки, вели Светото писмо, дека земаат осуда за себе и умираат. Ама, они што се преиспитаа и се покаја, а примаат со благодарност од телото и крвта на Исуса, примаат живот Божји во себе, примаат исцелување во себе. Затоа примајте во име на Исус со вера. Тие што не се крстени, пасторе? Тие што не се крстени, а сакаат да се крстат, нека земат, слободно нека го земат лебот и виното. Дали на секој му се подели? Ако да, да? Не. Инаку луѓето трчаат напред кога треба да земат Господова спомен вечера, а некој седи позади. Треба да трчате да зимате, да сакате, да копнеете, а не да идат по вас. Трчај, барај. Кој нема еве од моето нека земе. Леп има ли за сите? Да, леп зема. Ајде сите заедно. Господи Исусе Христос, со благодарност, здрав и почит и љубовта Твоја, сега го примам ова лепче. И Ти благодарам што го скрши Твоето тело за нас. И оваа чаша на новиот завет е чаша, Господе, со Твојата крв што е пролеа за секој еден од нас. И Твојата крв ме чисти од секоја вина, ме оправда, ме осветува. Ја примам со благодатно срце. Фала Ти, слава Ти, Исусе. Фала и слава на Бога. Алелуја. Слава Ти, Господи Исусе. Слава Ти, Господи. Алелуја. Сега вака да се договориме нешто. Дали се согласни од наредниот пат да имаме задачи да ви давам и вие да ги исполнувате од наредниот пат? Да. Да? Да. Ете така. Сега вака. Сега ќе ги ангажирам мажите. Славчо, Павле, Игор, Сашо, наредниот пат ќе подготвите прокламации и пред сите, пред цела црква ќе прокламирате во име на Исус за она кое што Господ ќе ви даде на срце. Договорено ли, дечки? Мажи? Договорено? Така е. Одлично.
Сега, кој од вас се пријавува да ги контактира луѓето и да ги прашува како се и да ги благословува по телефон? За мъж или за жена? На семејство. Во овој случај тоа ќе биде Јован од мажите, Росана од жените. И наредниот пат, јас ќе ги спрашам верниците како поминале со разговорот со вас, односно како го примиле благословот и ќе ми го кажат благословот. Каков бил. Така да не значи клише, се јавуваш и та-та-та-та како машинче. Нема такво нешто. Вие треба, тоа е духовна задача. Треба да се помолите пред да се јавите кај семејството. Водство од Светиот Дух и после се јавувате. Наредниот пат ќе бидат друг маж и жена. Мислам не брак, него машко и женско. Се разбираме? Многу убави задачи ви давам. Да. Не ви дадов јувки, да замислите. Ама духовни задачи кои што сите ќе имаат бенефит од тоа. Дали сте спремни да го славиме Бога? Да. Прво да се благословите еден со друг во име Исус. Славчо, најди си човек, благослови го и доше позади те чека. Доше еден, Славчо, овој се Славчо. Ој ги Славчо со доше позади. Изцелена во дух душите. Ајде да се смириме сите. Ајде да ги затвориме очите сега сите заедно. Чујте го мирисот на љубовта помеѓу нас. Затвори ги очите. Стишај се. Почувствуј како да врне таа љубов врз тебе. Затвори очи. Можеш повеќе да гледаш и со затворени очи кога духовните очи ти се отворени. Изгрева Твоето слово душава, ме воздига кон небесата. Пред престолот на благодата лекнувам да те прославам. Боже, крвта Твоја погласна е, крвта Твоја жива е, Ти крвта Твоја, Исусе, ја пролеја за ме. Крвта Твоја погласна е, крвта Твоја жива е, Ти крвта Твоја, Исусе, ја пролеја за мене. Оправда искупено слободен, о Синет те прекрнува. Твојот дух во срцето сведочи, Твој сум јас, Аба Твој сум јас. Боже, крвта Твоја погласна е, крвта Твоја жива е, Ти крвта Твоја, Исусе, ја пролеја
za mene. Krvta tvoja oglasna je, krvta tvoja živa je, ti krvta tvoja Isuse ja proleja za mene. Krvta tvoja oglasna je, krvta tvoja živa je, ti krvta tvoja Isuse ja proleja za mene. Krvta tvoja oglasna je, krvta tvoja živa je, ti krvta tvoja Isuse ja proleja za mene. Krvta tvoja Isuse ja proleja za mene. Krvta tvoja poglasna je, krvta tvoja živa je, ti krvta tvoja Isuse ja proleja za mene. Isuse, moj Gospode. Slava Bogu. Slava Bogu. Ajde да ги затвориме отново очите и со таа радост да го почувствуваме помазанието врз нас.